Потписот кој требало да го спречи функционирањето на техничкиот преглед во Сарај, каде се проверувале автобусите на Беса Транс, бил на Оливер Спасовски, но тој 3 месеци одолговлекувал со што станицата Вија Комерц од Глумово незаконски ќарила 90.000 евра. Сепак МВР засега не го гони директно како функционер кој може би има одговорност за трагичната несреќа кога автобус на оваа компанија изгоре во Бугарија и со себе однесе 45 животи. Од претходно познатите информации, на 12 август 2021 година тимови на МВР утврдиле дека во Вија Комерц контролите ги вршат нестручни лица и не се водат неопходни регистри, но Спасовски не го потпишал решението. На 5 октомври истата година во оваа станица поминува технички преглед и автобусот на Беса Транс кој изгоре во Бугарија на 23 ноември. Спасовски решението за забрана за работа на станицата го потпишал 3 дена подоцна, односно на 26 ноември, дури откако јавноста збесна поради загубата на 45 луѓе. Истиот, иако знаел дека рокот за донесување решение за одземање на овластувањето е најдоцна до 15 дена од денот на доставување на предметот, не ја извршил својата службена должност согласно член 65 став 3 од Законот за возила и член 5 од Правилникот за начинот и постапката за донесување и одземање на решението за овластување на правното лице за технички преглед на возила и за категории на возила за кои се издава овластување за технички преглед на возила. Во 2022 година обвинителството отвори предистрага. Беше одземена документација од неколку сектори во МВР кои го извршиле надзорот во станицата за технички преглед и го изготвиле решението за забрана. Обвинителски тим влезе во станицата, но оваа предистражна постапка за евентуална вина на екс-министерот Спасовски за несреќата во Бугарија била затворена во 2023 година. Од обвинителството велат дека не нашле докази за негова инволвираност, односно елементи на кривично дело кое се гони по службена должност. За овој случај пред една година кривична поднесе и антикорупцијската комисија. Антикорупционерите утврдиле дека екс-министерот не постапил правилно, бидејќи по добениот извештај од инспекторатот кој извршил контрола и утврдил неправилности во работењето на станицата, тој не издал наредба во предвидениот рок од станицата да се отстранат неправилностите, туку истата ја издал по 3 месеци од добиениот извештај, односно 3 дена по несреќата во Бугарија. Инаку, Скопскиот кривичен суд го осуди собственикот на компанијата Беса Транс, Беким Хаџију, на казна затвор од 1 година и 8 месеци за фалсификување исправа, а фирмата беше казната со 800.000 динари и забрана за работа 4 години.